Во ова издание, Генералното заседание на Обединетите нации продолжува во Њу Јорк со стотина лидери кои дојдоа лично да разговараат за теми што ги засегаат поединачно и глобално. Турција жестоко се бори против напливот на мигранти од Авганистан. Зошто во Северна Македонија има недостиг на кадри во угостителството? За ова и повеќе останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. За разлика од минатата година, кога државниците одржаа главно виртуелен состанок, годинава Генералното собрание на Обединетите нации е со лично присуство. Од 193 држави членки дојдоа околу 100 лидери. Британскиот премиер, украинскиот председател и саудискиот крал Салман се меѓу светските лидери кои денеска се обраќаат од бината на Генералното собрание на Обединетите нации. Британскиот лидер Борис Џонсон вчера се сретна со американскиот председател Џо Бајден во Белата куќа, а пред говорот во Њу Јорк Џонсон индицираше дека се залага за постапување по климатските промени, велејќи дека глобалното економско опоравување мора да биде засновано на зелен растеж. Некои лидери денеска сепак ќе имаат претходно снимено обраќање. А турските власти приведоа стотици нерегистрирани бегалци, вклучително и многу афганистанци во Истанбул. Акцијата доаѓа во време кога владата на председателот Реџеп Тајип Ердоган се соочува со зголемен притисок од јавноста да го запре напливот на афганистанци во Турција по преземањето на Афганистан од страна на Талебан. Доријан Џонс известува од Истанбул. Властите велат дека привеле стотици недокументирани афганистанци за време на раци во Истанбул што започнале минатиот месец. Приведените се одведени на обезбедени локации каде нивната судбина не е јасна. Приведувањата создаваат страв меѓу афганистанците, вели овој бегалец кој сакаше да остане неименуван. Тие апсат афганистанци без документи и ги депортираат. Лицата без документи се загрижени, не можат да работат, не можат никаде да одат. Бараме да не го прават тоа зашто немаме добра ситуација назад во Афганистан. Навистина страшни работи се случуваат таму. Турските власти велат дека ги таргетираат само оние без документи. Но хуманитарните групи тврдат дека владата не им дозволува на афганистанците да се пријават за азил. Турската влада реши да не ги регистрира и во исто време испреќа засилување на границата, не дозволувајќи други афганистанци да дојдат, или ако некои успеа да ја минат границата, ги туркаат назад кон Ирак. Турција веќе е домаќин на околу 4 милиони бегалци од сириската граѓанска војна и владата вели дека не може да прими повеќе. Под слоганот "Границата е нашата чест", главната опозициона партија ја повикува владата да ги обезбеди националните граници за да се спречи нов бран бегалци. Создава тенденција заради порастот на невработеноста во Турција и многу невработени турци гледаат проблем во тоа како сириците или воидни на афганистанците ги земаат нивните работни места. Многу бегалци се населени во општини на Истанбул, каде председателот Реџеп Тајип Ердоган е политички силен. Зголемената нетрпеливост према бегалците е фактор за шокатниот пораст на партијата на Ердоган во трката за градоначалник на Истанбул пред 2 години, со што прекина нивното дводецениско раководење со градот. Турските власти велат дека депортирале повеќе од 10.000 афганистанци меѓу јануари и јули годинава. Со Талибан повторно на власт во Афганистан, овој афганистански бегалец моли за сочувство. Во овој момент мојата татковина не е во добра позиција. Не е безбедно за никого. Ја молам турската влада да ни помогне. За тоа се работи. Ни треба помош. Но многумина очекуваат дека прогонот ќе продолжи. Угостителството е голем извор на профит за Северна Македонија, а регионот на Струга и Охрид покрај ударот од епидемијата трпи и друг недостиг на кадар што ќе работи во угостителските објекти. На што се должи тоа? Кои се последиците и кое е решението? Истражуваше Мики Трајковски. Хотел има потреба од собарка, готвач и помошник готвач. Ресторан има потреба од персонал во кујна,
келнер, келнерка. Огласи со вакви содржини во кои се бараат работници за работа во хотели, ресторани или други угостителски објекти, секојдневно може да се сретнат на специјализирани страни за огласување. Недостатокот на квалификувана работна сила во угостителството станува се поалармантен. Поради тоа се бара промена на законската регулатива со што би се поедноставиле процедурите за увоз на работници од други држави. Па можда и ние би нашли некои, нели, дали би биле тоа не знам, мајстори некои за спремање на риба од Албанија или скара од Србија и така натаму. Затоа што првиот услов тука кога ќе се најде некој се бара нели да биде запослен 12 месеци, а немаме работа за 12 месеци. Никако што тоа го прави Хрватска, кога може ти од Виетнам да носат чартери со работени, би можело да се измисли нешто и кај нас. Или Бугарија, или соседна Бугарија го решава со Молдавија, со Украина, персоналот. Валја може и кај нас. Од соседна Србија би можеле да го надополниме тој вакуум од персонал. Вако барање до надлежните институции поднели уште пред неколку години, но повратен одговор не добиле. Се надевам дека есенма ќе поттикне еден разговор со владава да може да се реши на поинаков начин. Најмногу недостасуваат готвачи и келнери, особено ова доаѓа до израз за време на главната туристичка сезона. Секој се снаоѓа на свој начин. Се снаоѓаме како и секоја година. 2 смени, работа на сталниот персонал, некоја помош од страна. Паѓа услугата, не може човек 16 сати да работи за рок од месец и пол-два, па да биде квалитетен. Ние сме приморени тоа да го правиме. Правиме обуки за нови конобари, кувари, најчесто е тука проблемот. И со конобарите, и со куварите, што научат да работат, прво што ќе направат е бегаат од тука. А младиот стручен кадар од земјава заминува на работа во Црна Гора и Хрватска, каде во текот на една сезона заработува многу повеќе отколку во земјава. Во однос на приходите кои ги добиваат хотелите, 30% од обртот на самиот хотел, нели, што го прави во текот на годината, се издвојува за плати. Но владата вела дека постојните законски решенија давале можност за брз ангажман на странска работна сила, која би требало да ги задоволи потребите на работодавецот во Република Северна Македонија, вклучително и на оние во хотелиерскиот сектор. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Робот наречен Мокси им помага на медицинските сестри и другиот болнички персонал. Ги заменува во дел од работите со што тие можат повеќе да се фокусираат на пациентите. Медицинските сестри имаат тешка работа, со часови се на нозе додека се грижат за пациентите. Стартапот Texas, Diligent Robotics, објави дека креирал робот кој може да помогне. Се вика Мокси. Ја скенирате картичката, притискате на фиоката во која се наоѓа предметот, ја затворате, притискате ОК и роботот продолжува понатаму. Ова е робот со кој лесно може да се работи. Тоа е и целта на кој основачките на Diligent Robotics, Андреа Томас и Вивиан Чу. Работење со роботи кои ќе бидат рамо до рамо со луѓето. Тоа е нашата страст. Да направиме роботи да бидат функционални и безбедни, па дури и малку забавни. Пред да ја создадат Мокси, основачките направиле истражувања. Зборувале со раководители на болници и медицински сестри за конкретни потреби, како прегради кои се заклучуваат и кои може да се отворат само со клуч картичка. Има прегради за медикаменти и за друга опрема. Раката на Мокси, која може да се продолжува, овозможува роботот да работи и во тесни простори. Медицинскиот персонал исто така може бргу да добие помош од Мокси. Наместо да одам до лабораторијата и да земам некоја провета, можам само да пратам порака до Мокси. Таа ќе ја земе. Исто така таа може да ги земе примероците од мене и да ги однесе до лабораторијата. Мокси има светлосни сензори со кои го мери растојанието, а камерите ја определуваат длабочината во просторот и бојата. Со тоа, таа самата може да се движи. Со движењето наоколу прави мапа и потоа ја користи за самостојно да се движи низ болницата. Болничките роботи, доколку се добро направени, може да помогнат, вели еден експерт. Diligent навистина знаат како да испорачаат производ кој е лесен за користење и социјално интерактивен.
Персоналот може повеќе да се грижи за пациентите, па рейтингот се зголемува. Мокси е колешка која помага